Паралелно со сите останати инвестиции во земјава, владачката гарнитура за прв пат сериозно пристапи и на модернизирање и реконструирање на железницата, а земјава конечно ја доби долгоочекуваната современа железница. Од врвот на македонските железници и транспорт одржуваат секојдневно состаноци и разговори со цел подобрување на соработката и услугите кои ги нуди железницата, зголемување на превозот и намалување на цените на железничкиот транспорт. Имено железницата е еден од важните сектори бидејќи низ земјава транзитира голем дел од сообраќајот кон Европа. Затоа е многу важно да имаме квалитетна железничка инфраструктура која ќе овозможи брз и квалитетен транспорт. Станува збор за моментални инвестиции преку 200 милиони евра. Вложувањата се со од аспект на забрзане железничко поврзување помеѓу Македонија со Република Албанија и Република Бугарија, односно поточно коридорот 8. Од аспект дека коридорот 8 за македонски железници и за македонското стопанство е од доста витално или пак стратешко значење, бидејќи ние во овој момент го имаме само коридорот 10. Сметам дека и понатаму овие активности или овие пак, да не кажем, инфраструктурни поврзувања со Република Албанија и со Република Бугарија ќе продолжат и во наредниот период, така да една во блиска иднина ќе имаме и комплетно железничко поврзување помеѓу Исток, Бугарија, Македонија и Албанија, така да очекувам дека овој процес на интензивирање на железничката инфраструктурна поврзаност, тоа се однесува исто и спрема Косово, ќе биде од обострано задоволство, реков, како за македонски железници, така и за целокупното македонско стопанство. Со оглед дека низ нашата земја минува и коридорот 8, а тој исто така е еден од важните паневропски коридори. Започнато е со најголемите инвестиции токму во изградба на пруга, која ќе биде алтернатива на коридорот 10. Во делот на сообраќајот набавени се 6 нови патнички возови, претходно се набавија 150 товарни возови, а во тек е тендер и за набавка на 3 нови локомотиви. Со средствата на ИПА компонентата завршена е реконструкцијата на 7 железнички станици на коридор 10, вклучувајќи и меѓународната железничка станица во Скопје. Покрај инвестициите во железницата, директорот на Македонски железници Никола Костов информира и за штетите кои македонските железници ги претрпеа од штрековите во Грција. Претрпе директни штети во износ од 5 милиона евра. Ова се штети кои што македонски железници сигурно ќе треба еден извесен период да се тоа го надомести. Со оглед на бројните проблеми што ги имаше грчката железница, македонската железница понудила и деловна техничка соработка за испомош.